Добар ден, драги гледачи. Денеска е петок, крајот на работната недела, а веќе да го оставиме крајот, одиме на почетокот на Црвена линија. А што се однесува до ова денешно издание на Црвена линија, она за што ќе дискутираме заедно со вас, секако ако завртите на 02-307-6677, е за последните случувања. Сите заслужуваат поголеми плати. Дали за усогласување на платите, единствените решенија се протести и штрајк. Се разбира, очекуваме да ни се јавите, меѓу другото, и да продискутираме за сите оние протести, па и оној кој што го најави СОНК во однос на Скалестон или покачување на платите за кои што се залагаат. А во продолжение имаме подготвено и анкета. Тео е спремен. Така, јас сум тука со анкетното прашање, односно анкетата која гласи: дали платата од 70.000 денари е мала за заменик премиер во владата? Како што знаете, имате две опции, со да и со не. Можете да гласате на Инстаграм профилот на Црвена линија и секако на ТВ Телма и ве очекуваме. Па после рекламите ќе ги објавиме крајните резултати. А она што во Црвена линија никогаш не се менува е нашето потсетување што треба да погледнете вечерва на Телма телевизија. Кога земјоделска земја се прехранува од увоз, проблемите во криза се удвојуваат. Има ли Македонија доволно храна и како ќе влие кризата? Во топ тема вечерва дебата со министерот за земјоделство Љупчо Николовски со представници на Сдруженија на земјоделци и сточари. Гледате вечерва топ тема со Боби Христов во 19 часот и 15 минути. Така, сега мислам дека е време за најубаво да влеземе во денешната емисија и да го видиме заедно прилогот на нашата колешка Нина. Голем масовен протест или штрајк поради игнорирање на барањата за зголемување на платите во образованието и градинките, најави првиот човек на СОНК Јаким Неделков. Ниту средбите со Министерството за образование и наука и преговорите во владата не вродиле со исполнување на нивните барања, па дури ни средбите со Министерството за труд и социјална политика за усогласување на платите во дејноста детска заштита. Барањата за усогласување на платите на вработените ги скараа СОНК и ССМ, кои влегоа во меѓусебни обвинувања. Првиот човек на СОНК, Јаким Неделков, го обвини Сојузот на синдикати дека поради блискоста со владата реализирале дел од нивните барања. Го подсетуваме Јаким Неделков дека борбата за повисоки плати во образованието не е со ССМ и работниците, туку со надлежните министерства. Реагираат од Сојузот на синдикати на Македонија. Јаким Неделков најави дека последна шанса за договор е предстојниот состанок на Економско-социјалниот совет во владата, кој ќе се одржи следната недела, а со кој ќе заседава премиерот Димитар Ковачевски. А ние веднаш се префрламе на вас, бидејќи од Режија ни јавуваат дека токму имаме гледач на линија. Добар ден, Црвена линија. Добар ден. И тоа деца имате саглам гледач. Така? Ајде ја вака ќе свртим работава. Не знам колку плата, кој зема како. Ја викам, вакајте, викам. Еврото према доларот. Доларот према фунтата, како се вика нашиот денарот према овие сите што ги направив. Како оди коефициентот? Да зошто ти кажем. Дали се усогласуваме со платите на единството? Јас ти реков, едно семејство, еден пензионер, дома, ако не влезе дома, ако не влезе, јас зборим пензионер, па 5-60 години, кои се 65 како иде по законот, дома двајцата, ако не влезат 1000 евра дома, џави им жена, деца и внуци. 1000 евра, за да ги покријат трошоците. Ако и бабата земе 1000, 2000, тогаш ќе и на внучето ќе му удариме и на децата и на школување и ова. Затоа ти реков, немој да калкулират, јас се зашто зборим. Ако ти дадат утре 1000 денари, да знаеш следниот месец 5000 ќе ти земат. Таја уште од бивша Југославија брши. Не, моето треба да биде мое. А се гледаш како? Јас зашто 90 секунди е времето кое што го имате за
споделување на ставот. Благодарам што се вклучивте, па еве за следниот гледач, внимавајте на тајмерот. Веднаш одиме со гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Златното правило, намалете го тонот на ТВ премникот, односно телевизорот, за да може јасно и гласно се слушнеме. И трета среќа, добар ден, црвена линија. Ве слушаме. Одлично. Повелете. За момент ве слушнавме, да. Вклучени сте? Добар ден. Да? Добар ден. Добар ден. Почнете. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Ова емисија добро што се ставиле, затоа што е многу дрлива, кај што усогласувањето на пензиите и на платите треба да се врши на еден реален начин, каде што е докажано со закон, пензиите, како што беше прошлиот пат, со Сојузот на пензионерите на Република Македонија и со партијата на пензионерите се донесе на званична одлука да пензиите сега му се даде еден социјален пакет по јадарка, после тоа од 1 септември се покажат пензиите. Така и сега со минималниот личен доход, каде што тој минимален личен доход се донесе по 18.000 и на некој начин треба сега да се зголемат пензиите скалесто, односно по договорите што се склучени на кај самите фирми. Тоа го укажа и председател на Сојузот на пензионерите. Затоа не треба со штрајкови и со демонстрации, туку треба културно на една добра маса да се седни со министрите, со министерствата, каде што треба и на образованието, и на градинките, и на сите институции кои што му следува покачување да се земат во склоп на сите законски норми. Ви благодарам многу. Благодарам вас. Благодарам и вам што се јавивте во црвена линија. Така, сега од мене кратко да ве потсетам како вие нас може да се вклучите во црвена линија преку нашите социјални мрежи. Црвена линија Инстаграм, црвена линија Твитер и црвена линија Фејсбук во порака, односно меседж, нормално и коментар во тема на денот, може да ни го споделите вашето размислување околу главната тема. А сега веќе сме кога сме кај главната тема и кога идеме со вашето размислување, имаме коментар, односно порака од Светлана. Преголема е, 40.000 доволно е и таа треба да се заслужи. Продолжете да коментирате на нашите социјални мрежи, а во продолжение најавуваме и вклучување на нашите гости за денес, кои што се предвидени на самиот старт. Ке проговориме со председателот на Синдикатот на образование, наука и култура, господинот Јаким Неделков, за кој што ни јавуваа дека веќе го имаме на линија, а нешто подосна и сега кога ќе проговориме и со господинот Гоце Делчев, Тодев, кој што е од независниот синдикат на полицајци. Одиме на самиот почеток со господинот Јаким Неделков од СОНК. Добар ден, одлично ве гледаме. Се надевам дека добро не слушате. Благодарам пред се што прифативте да проговорите за гледачите на црвена линија. Дали сметате, еве првото прашање кон вас ќе биде со оглед и на нашата тема, дали сметате дека штрајкот е единственото решение да се постигнат вашите барања? Не, се разбира дека не е единственото средство за постигнување на целта. Впрочем, да беше така, веќе одамна ние ќе бевме во штрајк. Меѓутоа сметаме дека како што функционираат напредните прогресивните западноевропски синдикати, каде што му даваат предност на социјалниот диалог и партнерство, ние сме конструктивен синдикат кој што сакаме на таков начин во диалог да се надминат проблемите и затоа и можеби сме и обвинувани дека одолговлекуваме и дека мораме порадикално да ги оствариме своите цели. Меѓутоа, сепак ќе повторам дека оставаме просто на социјалниот диалог кој што верувам дека ќе вроди со резултати во наредниот период. Така, сега вие спомнавте одредени несогласувања. Сега вашите барања како да ве скараа со ССМ или па ние грешиме, ако може околу тоа не откриете? Па не скара од проста причина што никогаш не сме ни биле смирени. Секој има различни ставови на функционирање и работење. Погрешно е кога некој се обидува да наметнува тези кои што не се во доменот на неговите надлежности.
односно да коментира нешто за случувања во туѓиот двор. Верувам дека е многу по-прагматично секој да си гледа во својот двор, да си функционира така како што знае и уме. И од аспект на тоа јас не би сакал повеќе да коментирам во однос на состојбите на синдикалната сцена со еве да кажам со социјални односно синдикални не се ни конкуренти, затоа што не знам Сојузот на синдикатите на Македонија во секторот образование дали има и еден автобус на членови, така да не би коментирал. Добро, но најавивте дека последна шанса е состанокот со економско-социјалниот совет во владата, кој треба да се случи нареднава недела. Дали сте оптимист? Сметате ли дека ќе се исполнат вашите барања? Значи, би сакал во интерес на гледачите да подлечам дека тоа нема да биде социјално-економски совет на национално ниво, каде што ќе партиципираат представници на работодавачи, представници на влада и представници на синдикат, него ова ќе биде социјално-економски совет при владата, каде што ние како грански синдикат поднесовме барања преку ресорното министерство до владата за надминување на состојбите. Моето длабоко уверување е дека доколку има желба да се надминат проблемите, дека и ќе се изнајде соодветно решение на, би рекол, взаемно задоволство. Доколку барем од едната страна има обструкција и еднострано гледање на проблемите, тогаш сигурно дека не може да се најде решение и тогаш е навистина ситуација во која што решенијата ќе се бараат на поинаков начин. Благодарам што одвоивте од вашето време и со јавноста да го кажете и вашиот став околу овие случувања. Останете до крајот на ова денешно издание на Црвена линија, секако да го слушнете мислењето на граѓаните, односно гледачите кои што ќе се вклучат веднаш по вас. Благодарам многу уште еднаш и ви посакуваме секако успех. Благодарам и на вас како медиумска куќа кој што ги следите активностите на нашиот синдикат. Нормално. А јас и Тео сега нашиот фокус го ставаме токму на вас, бидејќи веќе имаме и гледач, ние во оваат од режијата, па да слушнеме што ќе ни каже гледачот токму за оваа тема. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Вие сте во Црвена линија. На функционерите на сите да им се намале платата сега е кризно време, а не да взимат 80-100 плата, а вие што се во градежниот сектор таму оти на физичка работа се качуваат по скелиња, високи, ризичен животен им е во ризик, они взимат по 18 дарки, ние што го текстуват цело време, тоа таму шијат, 18 дарки, а вие што плячкат, што го лажат народот дека подобар живот ќе има и така натаму, а нема подобар, туку ни го закорчуват уште повеќе, взимат големи плати, за да можат да се шетат по светот, да го, а ни туа ни Македонија не можеме да ја прошетаме. Така да на сите тие што се во администрација примени да седат по 18 дарки, нека взимат крие се да се надмине. А ние што се пратеници, во Советот што се, министри што се, сите да бидат на 18 дарки плата, а не како оној прилепчајан со го крштаа новинарите на 14 дарки, тоа ги беше најнисата плата. Ами ја од што ќе живеа? Ами ја од што живеа? Ми од нигде ништо не зимам. Ми реално ни од завод, ни плата, ни ништо. Как се сноќам? Нека се сноќат и они. Па криза е, криза така е, криза треба секој да осете. А не некој да јаде мет и млеко, а некој да не може ни вода да се напие. Туа кај нас само тоа кој има у Македонија, иначе во друга држава го нема ваква криза. Значи кризата е само за сиромасите. Благодарам што го споделивте вашиот став со Црвена линија. Така, пред да го приклучиме нашиот следен гледач, да ја подсетиме за нашата тема на денот, сите заслужуваат поголеми плати, дали за усогласување на платите единствени решенија се протести и штрајк. И сега ние делот екипата на Црвена линија поставивме вакво прашање. Слика, малце, да се насмееме, комично, ако може режија да покажат. Вака. Кој политичар има најмала плата? Секако според вас. Артан Груби, Али Ахмети, Димитар Ковачевски, Данел Арсовска, Бујар Османи или внукот на Јордан Сокол од Презлијата. Ете така може да гласате до крајот на оваа емисија, секако и секое јавување може да дадете одговор. Така е. Добар ден. Добар ден. Црвена линија.
Дали се слушаме, намалете го тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Намалете го тонот. Намалете го тонот. Повелете. Ве слушаме. Добар ден, поздрав до водителите, поздрав до темата. Поздрав и до Поздрав и вас. вас. Добар ден. Ве слушаме, продолжете. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот, односно телевизорот, иначе ние супер ве слушаме. Па намален е до крај. Така, ве слушаме одлично, така да почнете. Поздрав до водителите, поздрав до темата. Поздрав и до вас. И јасно е дека сите треба да земат, да имат усогласување на платите. И јас како и претходен гледач, инсистирам да они што имат високи плати да дојдат барем до просечни плати, да ги намалат платите во кризна состојба сега, ако е веќе кризна прогласуват, една работа. Друга работа, не гледам како е прогласуват кризна состојба, му ги земат маржите на фирмите, на трговците, а луѓето си купуваат цигари од 50 денари пакета, или од 120 или од 110. Кај гледат тие криза. Ве слушаме? Имате уште 17 секунди, дали сте тука? Тука сме, на терен сме, тоа ме чекаваме дека да ги намалат сите вработени што се службениците платите да ги намалат на процесна плата. Благодарам за вклучувањето во црвена линија и евен како напомена, значи за сите оние кои што ќе се јават, не заборавајте, намалете го тонот на ТВ проивникот, бидејќи јас и Тео навистина се слушаме од вашите простори каде што ви е ТВ приемникот, а токму поради тоа вие полошо не слушате нас. Така, може малце сега да посветим внимание за нов пост, односно порака од Ленка. Одговара за нашето прашање. Преголема, доволно е 40.000 денари. Така, а сега ќе видиме и што мисли нашиот следен гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Црвена линија, се надавам добро се слушаме. Добро и додека да слушнеме, ало, здраво, секако ќе ве подсетиме дека за да бидете најбрзо и најдобро информирани, не заборавајте да кликнете на telma.com.mk. И дали успешно се конектиравме. Добар ден. Добар ден и од мене. Ве слушаме, црвена линија. Не знам зашто од вас, јас не ве слушам вас, вие ме слушате мене. Продолжете. Битно ние вас ве слушаме. Добро. Прв пат се јавувам во емисија кај вас. Драго ни е. Драго ни е. Супер сте, добро си ја водите програмата. Благодарам. Успеав да добијам прв пат. Значи, да ви кажам искрено, со сите гледачи што ви се јавуваат, се слагам. Добро. Се работи ова само за обичните граѓани од пониски ранг, затоа што овие големите не ги интересира малите. Орите викаат луѓено, имаат пари луѓено, видете и кошниците ги полат. Прашете кој ги полни кошниците, треба да направите една емисија да видиме кој ги полни кошниците, дали работниците сиромасите или овие боџовани. Мора да најдеме на разлика да се види луѓето јаво. Одма викаме, сите имаат пари. Тој може да нема толку пари, ама ужива да кажува дека имаат сите пари. Не е точно дека имаат сите пари, бре луѓе. Ние имаме две пензии, 23.000 денара, јас сум задоволен и со тие, а има уште пониски. Тоа не се доволни пари, ама колку има? Има со 15.000 денара живеат луѓе, бре. До кога? Овие од озгора, убаво претходниот гледач кажа, овие не ги интересира, трошат пари, не заработим. Да ви кажаме на фирма, као приватна фирма, таа се бори во фирмата за да обстани работници да и плати. Ама тој се бори лично газдата, не овие не се борат со дивни пари. Туѓи пари, од буџетот, многу лесно е. Зошто вика, да ви кажам искрено, кога доаѓа некој куќа да продава, стара изрека вика, купуе 90 секунди, внимавајте секогаш на тајмерот. Благодарам и што прв пат се вклучивте, продолжете понатаму секако да не следите и да се јавувате доколку сметате дека сакате да кажете нешто во врска со темата. А имаме и нов коментар. Така, имаме нов коментар на нашата Facebook страна. Одиме. Тука секој мисли дека треба да се убие заплатата минимална.
и да биде благодарен за плата што ја заработил. А газдите, ако може така да ги наречам, тоа го искористуваат во нивна полза. Секако дека треба со штрајкови неработење. Само ќе подсетиме, еве може уште еднаш да покажеме анкетата, да слушнеме и оние кои што ни се јавуваат каков одговор ќе дадат на она што ги прашуваме сите. Дали платата од 70.000 денари е мала за заменик премиер во владата? Да или не? Го прашуваме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Не е мало. Не е мало. Со оглед на тоа како работи, што работи, не е. А меѓутоа, ја би сакал еден друг момент да во врска со штрајковите. Секако. Моје мислење е дека доколку вие вршите административно зголемување на платата, треба да вршите и административно она скалесто покачување на сите плати. Така. Чим ја покачувате минималната. Но за вашиот гостин што го дадовте во емисија, треба да се каже дека тие се единствениот синдикат што 2011 година го бойкотираа сопствениот штрајк и кажаа дека не сакаат поголеми плати. Сега го прашам што сакат сега. Каде беше до сега истиот да штрајкува? Како тогаш му го минираа штрајкот наставниците, тоест членовите не сакаат да штрајкуваат, а се година се јави желбата за штрајк. И дали до кога истиот тој само ќе се заканува со штрајкови, а кога ќе седе да си го преиспита членството, дали сака штрајк? Штрајк не може да одлучи он, треба да одлучи членството на синдикатот. Затоа не ги сваќаат сериозно кога синдикатите ќе се заканат. А државата, работодавецот или било кој треба да си воведе механизми на контрола за ефикасноста на приработењето, па да има и награди и казнување. Не можете во стопанството да имате мерило, а во нестопанството да немате мерило за успешност во работата, дека администрацијата е спор администрацијата, затоа што не се казнува. Кога ќе се казнува, ќе видите како ќе стане администрацијата ефективна, ама затоа треба да се воведат мерки. Така, благодарам За жал што времето истече. кажавте тоа што сметавте дека треба да се биде кажано во црвена линија. Продолжуваме ли, имаме ли коментари? Меѓу другото, еве ве вклучуваме и вас, кои што ни се јавувате на 023076677, да одговорите и на ова анкетно прашање. Тео, уште еднаш. Анкетното За прашање, гледачите. анкетното прашање гласи дали платата од 70.000 денари е мала за заменик премиер во владата. Тука може да гласате на нашата социјална мрежа на Инстаграм црвена линија. Со да, не. А сега кој да ни одговорите вака доколку све вклучиме. Да. И дали имаме гледач? Добар ден. Идеме со нашиот следен гледач. Добар ден. Можете ли? Па јас сакам да кажем и многу су во тие 70.000 на заменик премиер. Да го кажам, а 7.000 пензија и 70, колкава разлика има? А дали е тоа неговата процепенди, ова плата? А трошаци, ова што ги има тие додатоци, од излезе, ќе излезе над 100.000. Не му се мало. Тој не треба да постои. Само заменик министер не треба да постои. Има министер и друго ништо. Треба да се сости Македонија. Да нема заменици, бе. Што замен вице-премиер, вице-премиер, вице. Абе, светете луѓе. Светете дека работите патат за небе, а не заменик директор, ова, оне, и не знам што ова држава. Што ова држава, колку директорски места има, колку парно постоиме, парно има пари за сите. Јас не знам, али тие се многу пари да му се дават, 50 година. Бидете поздравени, вие секако имавте уште 30 на секунди, но имаме такви гледачи кои што се јасни, кратки и сметаат дека тоа е доволно време. Така, сега да видиме во пораки. Имаме нова порака од Кристијан, која гласи: нека им бидат и поголеми, ама нека бидат и на обичниот народ, а не нивните големи, а нашите минимални заплати. Ајде да слушаме што ќе каже нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Намалете го тонот на ТВ приемникот, односно телевизорот, за да може јасно, гласно и убаво се слушнеме. Идеме со следен гледач тогаш. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме одлично, повелете.
Кога ќе видам 70.000 денари, не ми е јасно обичен граѓанин колку има тогаш. Како може да живее со толкава плата? Па нека и министр, нека е било кој. Како е тој што живее со 18.000 со 15.000? Или да му се даде личен доход, као на секој граѓанин, па да видиме дали ќе работи тој без разлика што и да е. Многу голема плата. Секој би се радувал на 70.000 денари. Толку имам. Благодарам што ме се слушам. Благодарам и на вас. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. А еве уште една најава има во јавноста, а тоа дека веќе во недела вработените на АД Пошта ќе одржат општ протест. Така да можеме да потенцираме дека она што го барате, секако бараме плата за достоинствен живот. Сплотени сме за иста цел, бараме почитување на договорениот заклучок за покачување на платата. А ние веднаш го вклучуваме и нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме, во Црвена линија сте, повелете. Поздрав до вас во емисијата. Голем поздрав и до вас. Да се најдам ја на држава, ја би за 35.000 би бил заменик премиер. Зашо да даваат 70? Еве, ја и ќе најдам и уште еден ако треба. Толку од мене. Фала, пријатно. Само тоа. Добро, во ред, почитуваме некои, како што напоменав, кои што ни се вуваат се брзи, ефикасни и јасни, но сепак 90 секунди имате да си го искажете целосно својот став. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Еве, може пак Тео да покаже во меѓувреме како изгледа нашата анкета, бидејќи сакаме да ве вклучиме и вас, односно да дадете свој глас да, не за нашето анкетно прашање. Така, покрај тоа нашето анкетно прашање. Добар ден. Дали го имаме гледачот на линија? Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме. Па видите, ако треба работна рака да биде на сите, секој ден ја ударат през нос 35.000 трошкове. Значи на секој граѓанин работна рака треба да се стае 35.000, без обзир кој и шо и на која функција врши. А рестото ќе му се даде тај што заслужува, дали треба да зима плата поиско. И ово сега што е, тоа е на Лингурска, за 24 сата, тие пари се враќат у државата, со 19% ДДВ се плаќа. Значи, кој ќе иде инфлација, за 100 динара, 500 динара, сите ќе имат 500 динара и решен проблемо у државата. Значи, тие џукери ги парите крадат рестото пари што треба да бидат дадени на работничката класа. Јас да сам, таа платени тие убийци у тоа собрание. Видете што се деси, платени убийци у Русија. Тоа ќе се деси тука. Видете го у Бугарија. Ајдуко, онај пред нас и Ајдук, Зајко. Внимавајте само на изборот на зборовите, ве молиме, продолжете понатаму, но без навреди. Без спомнување миња. Па видите, тука може на сите работничката класа да има платата. Благодарам за гледачот кој што се вклучи во Црвена линија. Сега е веќе време и за нашиот втор гостин, кој што ќе го вклучиме овој пат телефонски. Станува збор за господинот Гоце Делчев Тодев, кој што е председател на независниот синдикат на полицајци, кој што најавија утре дека ќе имат синдикален камп, односно ќе излезат на протест, бидејќи и тие сакаат да се одобри она скалесто покачување на платите. Сметаат дека е во ред, минималната плата може би да биде 18.000, но скалесто покачување е она што го барат и секако подостоинствен живот за полицајците.
Добар ден. Добар ден. Како сте? Па добро е, во движење. Постработно. После работно, добро, со оглед на тоа што еве најавивте дека утре и вие ќе излезете на протест со цел да си ги остварите вашите барања. Еве најавивте и поставување на синдикален камп. Кои се всушност точно вашите барања, да ни откриете? Па јас малце ќе ве коригирам, вака ќе си извинам на самиот старт. Освен ние, независните синдикати, јас не гледам други синдикати во изминатите 10 години што излегуваат и протестираат, но не е проблем. Мислам дека и останатите синдикални структури ќе сватат дека единствениот начин преку кој може да се дојде до вистински решенија на проблемите со кои се соочуваат работниците е исклучиво само може да се каже улицата, без разлика нели што преговорите се завршно нешто со кое и се затвараат сите проблеми и прашања од било кој тип на побарување на синдикатите. Тоа го прави и Гранскиот независен синдикат на полицијата и после неколку протести што во изминатиот период, а последен кој беше на 26 преминатата недела во рамките на градот Скопје, така и за утре е најавен синдикален протест, односно марш со луѓе и со возила, со членови и со моторни возила и на крајот ќе го завршиме целиот тој пат на движење пред самата влада. И пред владата утре сме со план да поставиме и шатори, односно камп. Прашањата за кои Гранскиот независен синдикат на полицијата долг временски период се залага и бара, а конкретно за утрешниот протест е скалесто покачување, поточно порамнување на платите, се основната тема и прашање и проблем кој бараме да се реши од страна на надлежните, во случајов владата, односно Министерството за информатичко општество и останатите ресорни министерства во чии состави постојат полиции, као конкретно што е случајот Министерството за внатрешни работи за полицијата, Министерството за земјоделство кај што е шумската полиција, Министерството за правда во чии состав се наоѓаат затворската полиција и во судскиот систем судската полиција. Така да единственото прашање утре за нашиот протест и камп е решавање на проблемот на платите за вработените, бидејќи пред 40 дена беше донесен нов закон за минимална плата и со тоа минималната плата се покачи со однос на она што го имаме као бројки од 14.174 денари на 18.000 денари и за нас беше единствен основ со кој и преку кој Гранскиот независен синдикат ги бара собствените и своји работнички права. Така, да. И сега да се надоврземе нашето второ прашање. Да се надоврземе нашето второ прашање. Вие делумно ни го одговоривте прашањето, но сепак остана нешто неодговорено. А тоа е вие со какви финансиски предизвици се соочуваат вашите членови? Дека секако сте за скалесто покачување на платата? Па не само нашите членови, ова борба и ова зашто независниот синдикат на полицијата утре излегува со најава за подигнување и на синдикален камп пред владата, станува збори е исклучително битна работа за сите вработени во полицијата, бидејќи доколку се направи една компаративна анализа на платите во општеството, еден од единствените сектори, односно министерство и групација на луѓе кои примаат плата, а за кој не е обратено никакво посебно внимание за покачување, односно за скалесто, као што го најавуваме, односно побарување на решавање на проблемот, скалесто поравнување на платите, единствено ресорно министерство, односно полицијата остана единствена на која ниту им се покачија платите, ниту пак се она што важи во општеството за покачување на плата, односно покачување на бодови во одредени сфери, односно министерства, се е завршено според некои предвидувања и побарувања од синдикатите, освен барањата на независниот синдикат на полицијата остана нерешени и барања за кои цврсто стоиме во одбрана на нашите вистински потреби за сите вработени, не само за членовите на независниот синдикат на полицијата, туку за сите вработени во полицијата, бидејќи доколку ги следиме сите трендови и се она што се случува во опружувањето
А и она што се случува кај самите вработени во полицијата со предизвиците и проблемите кои ги имаме секојдневно на работа и обемот на работа, ред е да навистина се види ова прашање кое ние го поставуваме као проблем и потреба за решавање и мислам дека и владата, премиерот и министерот ќе најдат сенс за решавање на ова вистина крупно прашање за во иднина да го затвориме и да го решиме као проблем кој ќе го надмине сето она долгогодишно наше побарување и решавање на прашањата. Благодарам многу што одвоивте време, останете до крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Ви посакуваме успех. И граѓаните и полицајците утре на протест. Благодарам, поздрав. Благодарам и вам. А секако останатото време го препуштаме на вас и веднаш вклучуваме гледач. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Ве поздравувам вас, вашата телевизија и пошироко сите гледачи. Голем поздрав и до вас. Ви благодарам. Што се однесува до темата да почнеме за 70.000, а од каде излезе тоа заменик премиер? Дали јас, верувајте дека не сум запознат дека имаме заменик премиер? Од каде тоа место се појави за премиер па заменик премиер? Прво и прво сувошто е тоа. А 70.000 личен доход да има заменик премиер, јас мислам дека ако заслужи, ако ја тера, меѓутоа заменик премиер, чудно ми е ово мене, верувајте дека не сум запознат дека имало заменик премиер. Али ако има, човечко толку никогаш не е наситно. Дали ги заслужува? Никогаш по мене. Дали и 30.000 заслужуваат? Ги прашувам каде плачаат? Дали во бифето во парламентот? Или дали не иде? Не им треба да ни белуѓе. Имаме дури 4 заменици премиереве. Може да видите на влада.мк. Во негативна, во буџетот, само го јадат буџетот на Република Македонија. Што се однесува до синдикатот, до председателот на полицијата, ја би го замолил да не штрајкуваат во овој момент. Затоа што нека се стрпат и тие заслужуваат некои зголемување на личните доходи. Меѓутоа, нека не љубоморат на еден работник кој се напад со лопата на време и невреме. Така, времето за жал истече, но сепак ви благодарам што се јавивте, а сега идеме со коментар на тема на денот, односно. Да. Имаме коментар од Павлина. Платите во образованието треба да се согласат, бидејќи тие се столбот на државата. Секој од нас поминал преку образованието, инженери, професори, министри, политичари и сите други така. Така да без образование е незамисливо било што во општеството. Незамисливо би било ние да не вклучиме и следен гледач на 0230766777. Добар ден. Значи, сите заслужуваат имаат поголеми плати. Меѓутоа, и во ваква ситуација, како што сме ние, мислам дека нема потреба од штрајк. Затоа што просветните работници, еве јас колку памтам уназад, ајде ако не секоја втора година они вечито штрајкуваат и вечито на нив им се покачиле платите. Нека се види малку уназад колку пати им се покачени на просветните работници, а летно време имаат 3 месеци распуст и онака радат некое скратено време кој колку има часови. Така да мислам, убаво е за сите да се усогласи, меѓутоа не само за нив. Значи они, каде се полицајците, им дадоа некои униформи, се фрлија по 1 милион евра, као што слушам, место на луѓето да им дадеа по големи плати, да дадем пристоен живот, а не е многу важно која униформа и што ќе пише во униформата. Мислам, стварно е ова срамота. Во ваква ситуација, кога сите сме за нигдека, кога се поскапува, кога нема, имаш пандемија, имаш војна, имаш, да не набројувам 300 работи, животот е катастрофа зголемен, значи зборам од со цени ред работи, и ти сега на некого да му дадеш униформа, не големо чудо што ќе пишува на 2 јазика, место да му дадеш плата. А ова што е 70.000 денари, мислам, ова е срамота. Јадат прво во парламентот, јадат без пари. Значи тоа е, а имаат огромни плати со илјади. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Така, сега идеме со нов коментар под тема на денот. Од Слободанка. Кај газда нема протести, ќе си молчиш додека маста не те извади, а ќе те плаќа минимално, па затоа и пензијата ќе ја земеш мала.
и цел живот обесправен. Поздрав и убав викенд. Голем поздрав до сите вас кои што неуморно коментирате и на Facebook, се разбира Instagram и Twitter, а сега вклучуваме гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Поздрав до вас. Голем поздрав и до вас. Голем поздрав. Па вака, јас мислам дека сите оние што земаат повисина надпросечната плата треба да се поддржат и да не протестираат дури и оние од образованието, бидејќи поважно е образованието и од полицијата. Јас сметам дека на лекарите треба да се покачат платите и да имаат високи плати, ги заслужуваат, па и да не одат во политика. Знаеме дека многу доктори заменуваат во политика ако имаат високи плати, а и ги заслужуваат. Знаеме дека ни бегаат во странство многу доктори. И јас би ги покачил платите на низ, например. Само на докторите, на оние другите, кога заврши кризата, сега немаме воен конфликт, немаме некој ризик по нацијата, по народот и така натаму, а еве во контекст на тоа би рекол, треба да има значки само на англиски и на македонски јазик, се она друго е утопија. Не треба да се случува, знаеме дека службен јазик кај нас е македонски јазик, можат да учат сите други малцинства на своји јазици, но да имаме почитко на државата кон знамето, кон него, едни кон други. Значи, Истече времето, но сепак благодарам што се вклучивте во црвена линија. Останете до крај со нас. Така, сега се враќаме во коментарите. И имаме коментар од Денис, кој ни испрати линк од одреден артикл, кој е изјава од бюджети. Намалувањето на платите на министрите е фолклорна и популистичка теза. Секако вие на нашата Facebook страна Црвена линија можете во коментари да отидете и се тоа го кликнете и си го прочитате. Ете така, тоа е она кое што може да го направите што се однесува до социјалните мрежи, а и ве потсетуваме дека најбрзо и најдобро може да се информирате за се оно што се случува во земјава и во светот, се разбира на telma.com.mk. На 023076677 денес дискутираме за оние кои што можеби подоцна се вклучија. Сите заслужуваат поголеми плати, дали за усогласување на платите, единствени решенија се протести и штрајк. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Дали се слушаме? Намалете го тонот на ТВ приемникот, односно телевизорот. Многу поцрвено. Добар ден. Сега вака. Сите заслужуваат поголеми плати, точно. Ама некој да работи за 600 денари, 8 сати, па тоа е жално. 22 дена, 14.000. Ни 15.300, ни 18. Како е ова? Во која држава сме? За едни мајка, за едни маште. Зато реков, по црвена да биде линијата треба. А друго, во РЕК работниците што одат на работа, 2000 денари патни трошкови му се плаќат. 2000 денари. А одат 50 километри во еден правец и 50 во друг 100. Секој ден. Како е ова? Секој заслужува, наравно. Секој што оди на работа треба да зема пари за да може да го помини месецот, да му купи патики на детето, да му купи гардероба, да му купи се што му треба и да го пушти на школа. А како? Во РЕК се луѓето полни момирок во плуќите. Катастрофа е. Има некој, гледа, слуша, уши има луѓе во, чита, пишува, што прат, не знам. Не знам. Страшно е, страшно. Благодарам за јавувањето, а сега одиме со реклами. Еве сме назад после рекламите и сега е време да ги видиме крајните резултати на нашето анкетно прашање, кое гласеше: дали платата од 70.000 денари е мала за заменик премиер во владата? Да
31%, не 69%. Тие беа крајните резултати. Тоа беа крајните резултати, а секако имаме уште еден коментар што ќе го споделиме со вас, објавен на Facebook. Односно порака од Васе, која убаво е сите да си има поголеми плати, ама како кога ништо не функционира, освен тендерите? Ете, тоа е коментарот на вас, а како за подсетување пред самиот крај, не заборавајте да не следите на telma.com.mk, најнови вести, најбрзи вести од светот и секако од земјава. Она на што ве препуштаме е Викенд и програмата на Телма телевизија, во која што ќе уживате особено во изборот на серии и филмови кои што ги подготвуваме за овој викенд. Довидување. Така е, убав викенд.